Благодарам. Се надевам, председателе, дека утре на веб-сајтот на Собранието на Република Македонија ќе ја објавите вашата протоколарна посета, која што прилично невообичаено се случи околу 19 часот и ќе бидеме запознаени и ние како пратеници, а и граѓаните со кого сте имале средба или на каква тоа протоколарна средба сте биле во 19 часот, а седницата закажана во 21 часот, ја продолживме во 22 часот, но нема проблем, ние сме научени да седиме тука и до сабајле за решавање на судски спорови за насилна промена на име и така натаму, знаеме. Не е прв пат. Темата денеска е тема која што вообичаено во парламентот немало дискусија и била едногласно прифаќена. Се досега. Нашата определба како граѓани на Република Македонија е уште од 90-тите години, иако, да бидам искрена, имаше партии тогаш кои се уште плачеа за Југославија и палеа амбасади, а денеска најмногу се крстат во НАТО и во ЕУ, да ја говориме вистината. Но генерално определбата на граѓаните на Република Македонија е НАТО и Европска Унија уште од 90-тите години, од самото осамостојување. И уште додека не бевме членка, ако не грешам, мислам дека од 2002 година веќе праќаме мисии во секаде каде што се НАТО мисиите. И нашата дилема по однос на ова предлог одлука е навистина како дозволила министерката во едно министерство во кое што треба да владее строга дисциплина, хиерархија и да нема простор за некакви технички грешки. Знаете, најлесно е да кажете службите се виновни, нешто што се случува секаде за жал во институциите, па и во ова, како тоа службите, војниците веќе пратени, а ние веќе, еве, сега и се уште немаме одлука. И сега нормално е, прашањето е, што ако не се донесе одлука, еве ги нема мнозинството, денеска нема да се донесе одлука. Сигурно нема да ги враќаат во 12 часот ноќеска елитава да дојде да гласа. Еве вечерва нема да се донесе одлука, а војниците се веќе таму. Ќе ги вратите ли? Прилично мене ми е нејасно ова, но, знаете, едно ми е јасно. И навистина би сакала, доколку имате храброст, доколку нели навистина се борите, така ве слушам по дебатни емисии за Македонија. За членството во НАТО се направи насилна промена на името на Република Македонија. Јас бев сведок тука на се што се случуваше. Насилен референдум